Здрав, драги родители! Во секојдневието најчесто забораваме дека најголемите откритија со нашите деца не доаѓаат од статистиките, од теоријата, од правилата кои што му ги даваме, туку најчесто преку непосредните искуства што ги доживуваме кога најмногу се поврзуваме со нив. И токму поради тоа свесното родителство не повикува да бидеме што поприсутни кога сме заедно со нашите деца со цел да можеме да го видиме нивното срце преку една љубопитност и преку една нежност кога заедно патуваме и сме сопатници во нивното детско истражување на детскиот свет. Во следното видео ние ќе погледнеме средбата на малиот принц со географот и како ние ќе представиме низ символиката, низ очите на свесното родителство. Шестата планета била една 10 пати поголема планета. На неа живеел еден стар господин што пишувал огромни книги. "Гледај, еве еден пронаоѓач!" извикал тој кога го забележал малиот принц. Малиот принц седнал на столот и здивнал малку, оти веќе имал пропатувано толку многу. "Од каде доаѓаш?" го прашал стариот господин. "Каква е таа голема книга?" му рекол малиот принц. "Што правите вие овдека?" "Јас сум географ," одговорил стариот господин. "Што е тоа географ?" "Тоа е научник што знае каде се наоѓаат морињата, реките, градовите, планините и пустините." "Тоа е многу интересно," рекол малиот принц. "На крајот од краиштата, тоа е вистински занае." И тој фрлил еден поглед наоколу по планетата на географот. Досега никогаш не е видел толку величествена планета. "Ама е убава вашава планета. Има ли на неа океани?" "Јас тоа не можам да го знам," рекол географот. "Ах," малиот принц бил разочаран. "А планини?" "Јас тоа не можам да го знам." "А градови? А реки? А пустини?" "Па ни тоа не можам да го знам," одговорил географот. "Но вие сте географ." "Тоа е точно," рекол географот. "Но јас не сум пронаоѓач. Мене само пронаоѓачи ми недостигаат. Географот не оди да ги брои градовите, реките, планините, морињата, океаните и пустините. Географот е многу важна личност и тој не може да скита." Тој не го напушта својот кабинет. Тој тука ги прима пронаоѓачите, ги прашува и ги забележува нивните спомени. И, ако спомените на еден од нив му се сторат интересни, тој ќе нареди да се спроведи анкета за моралот на пронаоѓачот. Зошто тоа? Оти пронаоѓачот што лаже би можел да предизвика катастрофа во книгите на географијата. Истото би се случило и ако пронаоѓачот многу пие. "Зошто?" прашал малиот принц. "Оти пијаниците се гледаат двојно. Тогаш географот би забележал две планини, таму каде што има само една единствена." "Јас познавам еден," рекол малиот принц, "кој би бил лош пронаоѓач." "Тоа е можно. Така, кога моралот на пронаоѓачот ќе се покаже добар, се прави анкета за неговото откритие. Се оди да се види?" "Не, тоа е премногу комплицирано, но се бара од пронаоѓачот да поднесе доказ. Ако се работи, на пример, за пронаоѓање на голема планина, од него се бара да донесе големи камења." Географот одеднаш се возбудил. "Но ти доаѓаш од многу далеку. Ти си пронаоѓач. Ќе ми опишеш твојата планета." И географот, откако го отворил својот голем регистар, го наострил моливот. Забележувањата на пронаоѓачите прво се забележуваат со молив, а потем се чека пронаоѓачот да поднесе докази, за да може се да се запише и со мастил. "Значи?" прашал географот. Кај мене," рекол малиот принц. "Не е многу интересно. Се е сосем малечко. Имам 3 вулкани. 2 активни и еден изгаснат. Но никогаш не се знае." "Никогаш не се знае," потврдил географот. "Имам исто така едно цвеќе." Ние цвеќињата не ги забележуваме," рекол географот. "Зошто? Па тоа е најубаво. Затоа што цвеќињата се привремени." "Што значи тоа привремени?" "Географиите," рекол географот,
се поскапоцени од сите други книги. Тие никогаш не излегуваат од мода. Многу е ретко една планина да си го промени местото. Многу ретко се случува еден океан да се испразни. Ние пишуваме за вечни нешта. Но изгаснатите вулкани можат да се разбудат, го прекинал малиот принц. Што значи тоа привремени? Сеедно е дали се вулканите изгаснати или разбудени. Оти и нам, на другите ни се случуваат слични работи. Она што е важно за нас, тоа е планината. Таа никогаш не се менува. Но што значи привремено? Повторил малиот принц, кој никогаш во својот живот не се откажувал од своите прашања што еднаш ќе го поставил. Тоа значи оној на кој му предстои скорешно исчезнување. На моето цвеќе, значи, му предстои скорешно исчезнување? Сигурно. Моето цвеќе е привремено, си рекол малиот принц. И има само 4 трнчиња за одбрана од светот, а јас го оставив дома сосем само. Тука малиот принц првпат се вознемирил од тага, но пак прибрал храброст. Што ми советувате да посетам? Прашал тој. Планетата Земја, му одговорил географот. Таа е на глас. И малиот принц избегал, мислејќи на своето цвеќе. Сликата на географот во малиот принц представува фигура на знаење која е одвоена од животот. Значи, тој можеме да видиме еве на сликата како седи на еден голем стол и тој е обкружен, на масата му е обкружена со книги, никогаш не ја напушта својата маса за да може да ги истражува чудата за кои што пишува. Географот собира извештај, меѓутоа не се впушта во ризикот и во радоста на непосредното искуство. И неговата улога символизира еден ментален пристап кој знае се за светот, меѓутоа не го разбира, не го чувствува со сетилата. И ние, кога го гледаме ова преку низ очите на свесното родителство, што станува географот? Географот станува едно огледало за родителите кои што само се фокусираат на правила, се фокусираат на извештаи, на точни одговори, меѓутоа забораваат на магијата на непосредното искуство или непосредната интеракција со своите деца. И значењето на вистина е важно, на правилата, на теоријата, меѓутоа кога таа не е во еден склоп заедно со топлината на животот, тогаш или не е во заедништво со животното искуство, тогаш станува многу тоа знаење оскудно, сиромашно и недоволно, затоа што навистина детето не се развива само преку она што родителот знае како треба, туку најмногу преку начинот на кој што родителот го гледа, го слуша, учествува во внатрешниот свет на самото дете. И географот, тој го прашува малиот принц за неговата планета, за фактите за неговата планета, дали има на неговата планета езера, планини и така натаму, што значи дека географот е заинтересиран само за стабилни нешта, за големите нешта, меѓутоа кога тој кога малиот принц ќе му спомне за ружата, тој не е заинтересиран за она кое што е најскапоцено за малиот принц. Значи, овде се открива кои се границите на од ваквото знаење, дека тие не содржат чувствителност, дека знаењето на правилата, на теоријата, значи се крути и дека тие не ја содржат, лишено е тоа знаење од чувствителноста. И затоа свесното родителство спомнува дека вредноста на детето не може да се сведи само на оценките, на такви категории, на крути категории, теоретски категории, на оценки, на награди, на постигнувања, туку понекогаш токму ружата како символ на кревкост, како символ на нежни чувства, како символ на стравовите, на соништата на децата, се токму она кое што најмногу му е потребно на детето за да може да се
чувствува видено и да се чувствува заштитено и сигурно. И која е поуката нас овде, која што не учи свесното родителство е дека ние како родители треба да бидеме истражувачи на внатрешниот свет на детето, а не да бидеме само неми сведоци на интимниот свет на детето. Значи, како што географот ништо не знае за чувствата кој што ги гаи, кој што ги има малиот принц за својата ружа, така и ние како родители често пати може да се случи и како да промашиме многу важни нијанси од внатрешниот свет на нашето дете. И да не го гледаме низ очите на негови, значи да можеме да го гледаме неговиот внатрешен свет, туку само да гледаме на детето низ едни површни податоци. Колку добро чита нашето дете, колку брзо трча, дали од материјален аспект и колку е спремно нашето дете за на училиште и така натаму. Значи, свесниот родител тој не се плаши да ги напушти тие атласи, карти и правилници и да седне покрај детето и да го слуша што му зборува детето од неговото срце. И затоа интересно е дека географот и малиот принц како во средбата кој што ја имаат, како географот му препорачува на малиот принц да ги посетува другите планети, да му носи извештај. И всушност што ни кажува овде свесното родителство? Ни покажува како географот во суштина признава дека има недостаток од лично искуство и низ очите на свесното родителство гледаме овде како авторитетот кој што не е подготвен да го истражува внатрешниот свет на детето, тој само станува чувар на мртви податоци. Значи, родителот кој што навистина сака да расте со своето дете, ќе треба да биде подготвен да го придружува своето дете во откривањето на неговиот свет, на неговиот внатрешен свет, а не само да поставува барања, кои што треба да му се исполнат од едно место на удобност за самиот родител. Значи, односот помеѓу географот и малиот принц не подсетува дека навистина децата и како се жедни за родители кои што сакат да ги придружуваат во нивниот во патувањето на нивното детско доживување, на нивните непосредни искуства, со цел да можат родителите да ги следат во нивните откритија, а не само да ги оценуваат оддалеку. И затоа свесното родителство ги охрабрува родителите дека единствено може тоа да го направат доколку му дозволат на децата да зборуваат и да ги охрабруваат тие да зборуваат за своите планини, за своите реки, да кажуваат приказни кои што се кријат за тие, ајде во наводници да речеме планини и реки, децата да им раскажуваат приказни за нивните ружи, да им го покажат да ги остават родителите, да им го покажат патот до нивната ружа. И така единствено може да се гради еден мост на доверба помеѓу родителот и детето. Затоа што преку тој мост, преку таа доверба, родителот и како може многу да научи за внатрешниот свет на детето, да го препознае што е она што најмногу детето го сака, кои се неговите длабочини, да ги види, да ги посети и да навистина да види дека тие се вредни за внимание и дека креативноста на своето дете е секогаш добре дојдена за него. И на крајот, средбата со географот, што не предупредува нас родителите дека ние постојано ако сме фокусирани само на правила, на теорија, на знаење без љубов, ние ризикуваме да можеме да ги пропуштиме најважните нијанси од внатрешниот свет на нашето дете. Најважните дарови од неговиот внатрешен свет кој што може да ни ги даде детето, кој што сака да ни ги покаже детето. И затоа свесното родителство ги поканува родителите настрана
да се тргнат што повеќе од тие правила, од наредбите кои ги носат родителите воедно и ги прават ги прават премногу крути, ги прават премногу строги и да влезат во една состојба во која што ќе се претворат во животни сопатници на детското искуство. Со љубопитност, со нежност и подготвеност на родителот да учи заедно со детето, и така ние ќе можеме да станеме вистински географи на детското срце. И ќе спомнам јас овде неколку примери кои што ќе ни помогнат тоа да го направиме. Например, кога ќе се случи детето да ни раскажува за некое негово доживување на училиште, без разлика дали е добро или лошо. И ние наместо како родители веднаш да притрчуваме, да се мешаме во неговиот разговор, да судиме однапред или пак да му даваме готови одговори, ние можеме тогаш само да го дослушаме, а потоа да го прашаме. Како се чувствуваше тогаш? Што мислиш дека тогаш ти требаш? И на овој начин ние го придружуваме нашето дете низ мапата на неговите чувства. Му помагаме да може да ги препознае детето патеките на своите стравови, на својата радост, на својата тага и да научиме дека сите емоции се добредојдени. Дека сите тие си имаат свое значајно место во даденото искуство на своето дете. И друг пример е наместо да ја оценуваме детската фантазија или соништа и да ги етикетираме како, например, па тоа е невозможно и така натаму, едноставно да му кажеме: раскажи ми повеќе за тоа, што сакаш да создадеш, што те интересира најмногу, што те возбудува во ова што ти го замислуваш. И на тој начин ние стануваме географи на нивните соништа, ја потврдуваме вредноста на нивната имагинација, на нивната фантазија, а со тоа градиме еден мост помеѓу нивните срца, нивните идеи и нивната реалност. И трет пример е кога, например, како што географот тој бележи во својот атлас, во својата книга, постојани предели, така и ние како родители да чуваме место, да составаме простор каде што нашите деца ќе си се чувствуваат сигурни, ќе си се чувствуваат безбедни и сакани и во моменти кога постојано пробуваат и пак грешат. Значи, да му кажеме на детето дека ние секогаш ќе го поддржуваме, дури и ако не успее првиот пат. И ова создава една мапа на сигурност кај децата во нивното срце. И од каде што тие понатаму се осмелуваат да продолжат да истражуваат нови хоризонти, нови светови, кои што понатаму ќе ги водат до патот на нивната автентичност. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме!